Рудникот Бучим денеска ги отвори вратите за богданчани, по претходна најава на градоначалничката Анастасија Олумчева, дека сака одблиску да се запознае со процесот и работењето. Денеска се само уште 20 жители беа во рудникот. Посетата ја оценува како добра дојдена на само 20 дена пред распишаниот референдум во Богданци, дали граѓаните се за или против отварање на Казандол. Ќе продолжиме да се информираме, да разговараме и со други стручни лица и се надевам дека ќе донесеме позитивни заклучоци. Целта моја како градоначалник на општина Богданци не е да заземам страна некаква во одлучување на референдум, туку за правилно информирање на населението. Заменик директорот на Бучим им покажа дел од производствениот процес, но и му кажа дека нема никакви штетни влијанија на работењето врз околината. Им порача на граѓанските иницијативи кои се против развитокот на рударството во регионот подобро да се запознаат со оваа производствена гранка, а со тоа и ќе имаат повеќе аргументи кога станува збор за фамозниот цијанид. Многу ми е жал што кога зборуваат за цијанид, сите луѓе и тие што го кажуваат, мислат на цијанидот кој се употребувал во Аушвиц за време на Втората светска војна, кај што се труеле луѓето, што е погубно. Значи, многу од луѓето покажуваат елементарно непознавање за тоа што е цијанид и се што се кажува цијанид сега стана модерно, вие добро кажавте, модерно да се употребува тој израз, ќе ги отруеме луѓето и така натаму, што нема врска. Се користи натриум цијанид кој брзо се разлага и за тоа можеби треба да има една дебата, отворена дебата. До 11 јуни, за кога е распишан референдумот во Богданци, населението ќе има можност да ги осознае предностите и маните и своеволно да се изјасни и одлучи дали се за или против отварање на рудник во нивната околина.